Вечерва во Прилеп започна одбележувањето на 80 годишнината од подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор на 11 октомври 1941 година, кога започнува и борбата за слобода на македонскиот народ, која што пак е продолжување на вековниот сон за создавање на сопствена македонска држава. Свежо цвеќе се положи пред бистата на Тито која се наоѓа во участакот, а го имаше и традиционалниот напад на градот, како и традиционалниот огномет. Мора да се потенцира дека за прв пат одбележувањето на празникот се одвиваше со толку големо полициско обезбедување. Дури самиот простор околу участакот каде се одвиваше манифестацијата беше ограден со метална ограда и во тој простор беше дозволен само влез на граѓани кои што имаа посебна пропусница. Останатите граѓани стоја и гледаа од страна. Инаку револуцијата во Прилеп започнува со нападот на градот на партизанскиот одред кој што го носи името Гоце Делчев. Првата група партизани губива стражарот на бугарскиот участок. Во истиот момент, друга група на партизани го напаѓа затворот во Прилеп, а третата група ги прекинува телефонските врски и електричната инсталација, за да не може воениот гарнизон во Прилеп да биде информиран за нападот. Оваа борба е продолжување на борбата на илинденците, а тој континуитет се гледа во тоа што партизанските одреди ги носат имињата на воеводите од тој период, како одред Гоце Делчев, одред Јане Сандански, одред Питу Гули и така натаму. Дури и револуционерите од НОП, како прекари, ги земаат имињата на комитите. Пример Кузман, Јосифовски, Питу. Во 1941 година Прилеп броил околу 25.000 жители, од кои што 8.000 учествувале во народно-ослободителната борба. Од нив 2700 директно со пушка во рака. Од 66 народни херои во Македонија 15 се од Прилеп, 10 загинале за време на НОП, а 5 после ослободувањето. За време на НОП Прилеп дал 650 жртви. Токму затоа во 1975 година е прогласен за град херој од тогашниот председател и маршал на Југославија Јосип Броз Тито. Вечерва, по повод овој значаен јубилеј, пред присутните се обрати председателот на главниот одбор на Сојузот на борци, кој сам бил учесник во НОП, доктор Никола Стојановски, кој што истакна дека НОП е само продолжување на борбата за слобода на македонскиот народ. И токму затоа, партизаните недвосмислено застанале рамо до рамо со антифашистичката коалиција. Порача да го чуваме ова мало парче земја. Денешниот настан ова ноќ ми представува посебен чин во мојот живот, во животот на моите другари и другарки, партизани и партизанки, кои смело, без грам сомнеш, се втурнаа во борбата и ги дадоа животите за нашата земја. Минати низ бури, премрежија, искушенија, останавме свој на своето и горди дека нашата земја стана независна, суверена држава. Доживеа многу дни, одвоени, државотворни, како јубилеј, го доживеав и овој ден 80 години од народното востание. Од овде, од Прилеп, храбро и безрезервно, со борба почна се. На 11 октомври се одбележува 80 години од почетокот на антифашистичката и народно-ослободителна борба на македонскиот народ 1941 и 1944 година. Овој период представува континуитет во борбата за слобода на македонскиот народ и продолжување на историскиот процес за признавање на националната самобитност на македонците и правото на самостојност. Потикнати од своите идеали и државотворни стремежи, македонците ги обединија силите и застанаа на страната на антифашистичката коалиција и зедоа активно учество во борба против фашизмот и окупаторите. Вечерва во Прилеп беше присутен и премиерот Зоран Заев, кој што истакна дека партизаните го препознале повикот на своите предци и го препознале моментот дека тие се таа генерација која што конечно ќе го донесе сонцето на слободата. Македонскиот народ никогаш не окупирал, туку неговата девиза постојано била да биде свој на своето. Заев рече дека партизаните ја донеле оваа држава и слобода, која што денес ја имаме, а нашиот аманет како генерација бил истата да ја зачуваме. Силниот порив, силната волја и одлучност да се кренат против фашистичките окупаторски војски. Да го продолжат државотворното дело на сите претходни генерации која сонуваа самостојната македонска држава. Сопствениот живот го направија оружје,
за таа идеја. Затоа што знае, затоа што видува, затоа што препозна дека слободата, правдината и државата се на чекор до остварување. Затоа што го почувствува силно во своите срца повикот на нивните слободолюбиви предходници, учители, преродбеници, револуционери, гемиџии и државотворци, дека нивната генерација е предодредена да го дочека раѓањето на новото сонце на слободата. На крилата на тие дела, на илјадниците животи и на нивните завети, се крена народно-ослободителната борба. Се организираше партизанското движење и народниот отпор. Во име на должната почит, инспирација и восхит за нивните револуционерни и слободарски дела, нашите ослободители од народно-ослободителната војна ги именуваа партизанските одреди со имињата на Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Јане Сандански. Ги опева нивните имиња во борбената песна "Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата" и го веа знамето на Крушевската република за ослободување на Македонија, за создавање на државата и за изградба на општество достојно на вредностите на прогресивните, демократските, антифашистички сојузнички сили на епохата. Одбележувањето на празникот продолжува утре со полагање на свежо цвеќе и оддавање почит на спомениците на Методи Јандонов Ченто, Кузман Јосифовски Питу, алејата на великаните, споменикот Жена Борец и криптата на могилата, каде почиваат останките на над 400 партизани. По повод празникот утре во Прилеп ќе присуствува и председателот на Македонија Стево Пендаровски, кој ќе има свое обраќање на паркот на револуцијата. А свое обраќање треба да има и председателот на општинскиот одбор на Сојузот на борци од Прилеп Круме Соколовски.